ден на сите. Денес ќе зборуваме за промоција на параметрите за квалитет во јавните електронски комуникацијски услуги во Македонија. Во моментот во Агенцијата за електронски комуникации се собират податоци од операторите во Република Македонија, кои што се базирани на ЕЦИ стандардот 200-2057, кој што представува статистичка анализа на параметрите за квалитет кои што операторите ги обезбедуваат за крајните корисници. Еден од главните предизвици кои што стои пред нас е промоција на параметрите за квалитет, за да се наметне конкурентност меѓу операторите, односно во сегашниот момент имаме ценовен надпревар помеѓу операторите, каде што параметрите за квалитет се ставени во втор план и крајните корисници своите одлуки за избор на оператор за електронска комуникацијска услуга во главно ја базираат на цената на самата понуда. Во таа насока и сакаме да го промовираме и делот за транспарентност во понудите на операторите, односно секој оператор да си ги искаже своите параметри за квалитет и одредените ограничувања или блокирања доколку ги има воспоставено во својата мрежа, треба да ги прикаже во својата понуда, така да крајниот корисник знае што купува на крајот од денот кога ќе го подпише договорот со операторот. Исто така, еден од предизвиците ќе биде и креирање на мапа на покриеност со сигнал и со параметрите за квалитет кои што се нудат на граѓаните во различни делови на територијата на Република Македонија, бидејќи сме свесни дека одредени оператори имаат различни нивоа на услуги кон корисниците во различни делови на територијата на Република Македонија. Со ова ќе постигнеме ценово квалитативен надпревар помеѓу операторите, така да на крајот бенефитот ќе биде за крајните корисници кои што ќе направат избор за тоа што сакаат да го добијат, квалитет или цена. Две главни точки ќе ни бидат фокус во работењето. Едната точка е во насока на квалитетот на услугите во интернет сервис, за интернет пристап. АЕК планира да воведе минимум параметри за квалитет, кои што во главном ќе бидат на ниво каде што повеќето од операторите ќе можат да ги исполнат. Со тоа што им се остава можност самите оператори да дефинираат свој сет на параметри за квалитет, кои што ќе ги користат во својата понуда и ќе се диференцираат во однос на другите понудувачи. Тука ќе биде фокус исто така при промовирање на повисок сет на параметри за квалитет од страна на операторите, истите се врзани да ги исполнат. Во моментов на пазарот можеме да приметиме голем број на понуди каде што се даваат брзини кои што се лабораториски или номинални, меѓутоа реално купувачот добива многу пониски брзини на интернет во неговиот дом. Ќе креираме единствена точка каде што ќе биде поставен систем за мерење на брзината за download и upload, кој што ќе биде лоцирано во Република Македонија и ќе мери брзината за пристап на акцес делот на мрежата на операторите. Нема да одиме понатаму, во однос на пристап до одредени веб сервиси и веб страници, бидејќи зависат од повеќе други фактори. Меѓутоа, целта ни е да го измериме акцесниот дел на операторот и брзините кои што тој ги овозможува за своите крајни корисници. Тука ќе бидат и дефинирани одредени правила за мерења. Например, може да биде 10 пати во рок од 7 дена, со разлика од 3 часа, крајниот корисник ќе може да пристапи на овој веб сервис, ќе може да избере општина, оператор, тип на понуда што ја има, ќе го стартува сервисот ќе му врати моментални вредности на параметрите за квалитет, со тоа што ќе биде зачувано ова во системот. Следниот пат кога ќе пристапи на системот, по неговата MAC адреса ќе биде идентификуван и повторно ќе го направи мерењето, така да по одреден период ќе може да се генерира репорт кој што е базиран на средна вредност со сите мерења и ќе ни прикаже реална слика за тоа што корисникот го добива во одреден временски период.
Идеята е овој репорт да биде валиден, значи и за крајниот корисник и за операторот, ќе биде дистрибуиран до корисникот и до операторот, така да корисникот врз основа на овој репорт ќе може да поднесе приговор до операторот, жалејќи се на брзината на пристап што има во неговата мрежа, и операторот ќе треба да одговори на ова. Значи може да направи измена во својата мрежа и да ги подобри условите или да го раскине безусловно договорот со крајниот корисник без наплата на казнени пенали за превремено раскинување на договорите. Во делот на мобилните мрежи, значи ќе дефинираме параметри за квалитет, кои што исто така ќе бидат минимални параметри за квалитет. Операторите повторно може да понудат подобри параметри за квалитет во своите понуди. Преку веб апликацијата ќе може да вршат мерења со своите мобилни уреди, значи бидејќи тука не можеме со сигурност да кажеме колка број на корисници ќе пристапат на одредена точка. Значи, информациите од овие мерења ќе бидат презентирани на мапа, кој што ќе ни дава брзини на пристапот од различни оператори на различни делови од Република Македонија. На овој начин ќе овозможи на крајните корисници лесно да дојдат до информација преку веб страниците на агенцијата, во кој дел од градот каде што живеат, кој оператор нуди какви услуги. Значи, на крајот од денот, дали ако се одлучува да изберат интернет пристап преку мобилна мрежа, ќе знаат кои услуги ги нуди операторот. Во секој момент операторот може да интервенира во својата мрежа и да ги подобри параметрите за квалитет. Направивме анализа, значи, во повеќето европски земји, кои параметри за квалитет се мерат за кои услуги. Значи, во Франција, во Латвија, Чешка, Литванија, Полска и Естонија, регулаторната агенција ги врши контролата на параметрите за квалитет. Тука се повеќето детали за тоа што се мери, како се мери, и заедно со уредите кои што ги вршат овие мерења, значи за интернет, мобилна мрежа и фиксна мрежа. Остварихме билатерална средба со естонското регулаторно тело, кое што врши контрола и проверка на параметрите за квалитет во нивната држава. Значи, нивното искуство е дека има воспоставена единствена точка преку која што се мери интернет пристапот. Подотоците од овие мерења се чисто до информативен карактер, значи немаат обврска се во насока на тоа да ги информираат граѓаните што добиваат од нивниот оператор, но не се во насока да наметнат облигации за операторот врз база на овие мерења. Така, исто така имат направено покривање, значи, на нивната територија со GSM UMTS сигнал, значи дадени се различни делови од територијата со различни брои со значени покривањата и квалитетот на мрежата. Исто така, значи, нивните оператори имаат обврска да ја објават покриеноста на нивните мрежи, односно да дадат информација до крајните корисници во кои делови од државата, со каков сигнал и со која брзина и со кој квалитет ги обезбедуваат услугите. Имаме последната мапа со нивната 4G кавлич, кој што ги имаат реализирано до сега. Што е нашиот план за реализација? Во тек е подготовка на правилник за параметри за квалитет, кај што ќе бидат дефинирани правилата за поднесување на операторите. Значи, интенцијата е да поставиме минимален сет на параметри за квалитет. Операторите ќе имаат слобода да се понудат подобри услови, кои што имаат обврска да ги исполнат. Крајните корисници на интернет пристап преку фиксна мрежа ќе бидат заштитени со тоа што ќе може да пристапуваат на нашиот систем, да ги вршат мерењата, да ги добиват репортите. Сите овие мерења ќе служат како статистички приказ и агенцијата ќе ги објавува транспарентно. Значи, врз база на тоа во која општина живеете, ќе можете да проверите во моментот колку оператори нудат интернет пристап преку фиксна мрежа, колку од нив со која брзина, значи врз база на сите мерења кои што ќе бидат остварувани од страна на крајните корисници. На тој начин претплатникот ќе биде заштитен во насока на избор на интернет сервис провайдери, во насока на параметрите за квалитет кои што ќе ги добие.
репортите од системот ќе бидат валидни. Исто така ќе има и смартфон апликации кои што ќе може да се користат од корисниците на мобилна интернет сервис провайдер, кој што ќе може да се креира мапа со која што ќе се прикаже покриеноста на државата со различни типови на сигнали, со различна брзина која што се нуди. Исто така планираме да набавиме handheld уреди кои што ќе се користат во случај на проверка кај крајниот корисник, кога постои сомнеш дека операторот вовел одредени ограничувања за типот на пакетот кој што ги добива крајниот корисник, например блокирање на VoIP пакети или слично, каде што инспекторите најаки можеме да утврдат неправилност, односно нетранспарентност со страна на операторот за тој крајен корисник. Исто така планираме набавка на Drive Test Equipment кој што ќе врши мерење на сигналите на мобилните мрежи и сите овие податоци од мерењата ќе бидат прикажувани на веб страницата на ЕА како network coverage од страна на операторите. Сите овие податоци од мерењата ќе бидат јавно достапни за граѓаните на Република Македонија.